Да видиме кои се актуелностите во одбраната. Еве, непосредно пред речиси, еден ден пред да се сретнеме денеска, генерал Бесник Емини е разрешен од командната позиција на Здружената оперативна команда. И мислам дека тоа заслужува коментар. Што значи ова? Јас се согласам со вас дека заслужува коментар и ќе се обидам да бидам колку е можно по-концизен и дискретен, за да не испадне дека нешто ќе наштетам на состојбите во армијата. Пред се јас сепак сум дел од војната академија, така што ние сме поврзани со генералштабот и со армијата, ние школуваме питомци за потребите на армијата, дел од системот, одбраната, но во системот, да, прво, тоа е одлука на председателот на државата, значи господјата Силјановска како председател на републиката донела одлука за разрешување на генерали на позиции генералски, тоа е нејзина уставна обврска и право. И мислам дека можеби едно од клучните прашања треба неа да и се постават, зошто е тоа така? Зошто се одлучила да изврши замена на командантот на Здружената оперативна команда и да го постави на некој си. Но што може да значи овој потек? На страна. Тоа што може да значи овој потек, познавајќи го лично генералот Бесник Емини и познавајќи ги неговите лични капацитети, мислам дека беше еден од најспособните генерали во армијата и повеќе очекував да оди по херархија нагоре, а не да биде поставен на некое помошно место. Со должна почит и кон новиот командант кој е таму поставен, бидејќи него лично го знам. Значи јас сите тие луѓе ги познавам лично, со некој од нив и заедно сме учеле војни училишта и така. Новиот командант мислам дека уште порано требаше на друго место да оди, не на оваа место, бидејќи еден од највозрастните, дури мислам и највозрастен генерал е во армијата, може да се случи многу брзо да биде и пензиониран. И тука си поставувам некое прашање кое влегува во сферата на калкулациите, дали е поставен таму да чува место некому. И колку време ќе остане на тоа место, бидејќи да сметаа дека треба да е перспективен, не требаше да биде командант на Здружената оперативна команда, требаше да биде на некој повисоко друго место. Но сметајќи дека генералот Бесник Емини е човек кој е на едно високо и образовно и војничко ниво, сметам дека е направена грешка со него. Но тоа е мој личен став, моето согледување е такво и мислам дека во однос на македонските учества и македонското учество уствари во НАТО, тој проблем ќе го почувствуваме. Ќе го почувствуваме од еден друг аспект, пред се способност во командниот систем, како ќе функционира. Токму од аспект на нашата интероперабилност со НАТО како одбрана, како сектор одбрана и во поглед на преземените обврски во договор со НАТО сојузниците, постои еден процес на реформи и на модернизација, можеби попрецизно модернизација и на армијата, а реформи во секторот одбрана и Министерството за одбрана. Како го оценувате овој процес сега? Значи вака сега, прво контекстот на промена на командант на Здружена оперативна команда, каде што началникот на генералштабот и командантот на Здружената оперативна команда се најоперативно врзани и најзначајни позиции во состојбата на Македонија, во случајот на Македонија како мала земја членка на НАТО, би требало да биде во некоја координација со нашите сојузници. Не дека тие ќе ни поставуваат луѓе, но сепак во главном нашите генерали завршуваат школи на запад и тие добро знаат како функционираат односите со НАТО и тука треба
некоја координација да има со представниците на НАТО за таква една промена. Дека тие ќе изреагираат отворено, нема никогаш нити отворено да изреагираат, но тоа се нарекува градење доверба. Докаде се процесите со модернизацијата? Сега, Да. тоа сакав да кажам. Имам тука еден исклучително, можеби, стручен коментар. Модернизацијата на армијата не подразбира само модернизација со вооружувањето. Добре. Модернизацијата на армијата подразбира и модернизација на размислувањето за војувањето. Модернизацијата на армијата подразбира и оспособување на офицерскиот кор, а оспособување и на војниците за изведување на борбени дејства во современи услови. Јас од тука, ако тргнам да анализирам до каде сме, ќе имам многу прашања и ќе видиме колку сме некаде изгубени во времето. За наша жал, бидејќи кога зборуваме, тоа е делот за армијата кога зборуваме, а кога зборуваме за одбраната како систем, ние немаме можност да зборуваме исклучиво ние треба да имаме армија, како што некој некаде изјавуваше, способна да води војна 3-4 месеци, да не држи у одбрана, додека некој ни помогне во целата работа. Тоа се погрешни теории. Тоа е малку наивно, би рекол. Не само наивно, тоа е сосема искривено. Војната е општествена појава, а војувањето е процес во кој учествува целата држава. Не војува армијата, војува државата. Вие тоа го гледате на примерот на Украина денеска. Значи, не дај Боже да дојде ситуација Македонија да треба да војува. Нема да војуваат само тие кои се во униформа, ќе војува целиот систем. Вие имате преод на системот од мирновремене во војни услови. Вие морате да имате систем за мобилизација внатре во тој систем за одбрана. Од каде резервни сили? Како ќе се организира полицијата за работа во војна? Како ќе се организира системот за заштита и спасување? Подсистемот за заштита и спасување. Како ќе се организира разузнавачката заедница? Логистика, Како ќе се организира економијата да премине од мирновремена во војна економија? Како ќе се организира образованието? Како ќе се организира здравството? Дали сме способни да извадиме надвор од населените места, да евакуираме население? На која длабина ќе евакуирате население? Зависи од во кои услови ќе бидете во војна. Но сето тоа ја бара стратегијата за одбрана, која мора да биде потпрена врз концепцијата за одбрана. Ние како држава немаме концепција за одбрана. Тоа не постои кај нас. Ние се потпираме на концептот за одбранбениот концепт на НАТО од 2022 година, но и тука се потпираме во главном на поедини точки.